Општинскиот штаб за заштита и спасување денеска одржа состанок на кој се разговараше за противпожарна заштита и актуелни проблеми со пожарите на територијата на Куманово. За целосно гаснење на пожарот на депонијата Краста вклучена е севкупната механизација на јавните предпријатија, а ќе се побара помош и од приватните предпријатија со кои соработува општината, истакна по состанокот градоначалникот Максим Димитриевски. Што се однесува до пожарите, во летниот период секогаш критични точки се одредени локации во населбата Перочичо, заради што ќе биде формирана позорникарска служба, но и поставен вонреден пункт на противпожарната единица кај спомен Костурница. Конкретно на депонијата Краста, бидејќи се работи за самоопожарување на самата депонија од поземните гасови кои што се акумулирани таму повеќе од 80 години, и кои што откако ќе ги ставиме под контрола се реактивираат во период од 4-5 дена. Ја ставиме целокупната механизација на сите јавни предпријатија на располагање на јавното предпријатие Чистота и зеленило, да се врши дополнителен нанос на земјана површина, а воедно ќе ги вклучиме и сите приватни предпријатија кои што директно работат и соработуваат со општина и поседуваат таква механизација. Дополнително го задолживме инспекторатот во општина и СВР Куманово да формираат заеднички мешовити тимови кои што во летниот период ќе бидат активни, ќе воведат позорникарска служба на локациите каде што се појавуваат опожарувања од несовесни граѓани, или конкретно, тоа е локацијата под течението на река Липковка спроти Октомвриска револуција, каде што многу често се опожаруваат различни материјали од различни сторители, да истите бидат дополнително откриени, а воведуваме и времен пункт на територијална противпожарна единица, кој што ќе се наоѓа на локацијата Спомен Костурница за брза интервенција на овој тим на пожарникари токму на тие најкритични локации. Морам да напоменам дека добив информација од представниците на СВР Куманово дека до сега се откриени голем број на сторители каде што беше посочено дека истите не се соодветно третирани од страна на основното јавно обвинителство Куманово и не им е поведена постапка кривична предизвикување на општа опасност и во тој случај истите се третираат кривично. Поради оваа појава ќе побарам средба со основниот јавен обвинител и државниот јавен обвинител, бидејќи ние како општина се соочуваме со овој проблем веќе со години, кои што сторители се јавуваат во континуитет едни исти лица или членови на семејства кои што се веќе познати на органите на прогонот и не се санкционираат и третираат соодветно. Не може општина Куманово да биде заложник на поединци. И ќе направам се да овој феномен се спречи. Исто така како територијална противпожарна единица, за побрзо справување со шумски пожари во недостаток на соодветна опрема на Македонски национални шуми јавно предпријатие, ќе ставиме едно возило на нивно располагање и дополнителна опрема, како би можеле да формираат дополнително уште еден тим за интервенција. И секако во оваа прилика потенцирам до граѓаните да се грижат одговорно во делот на сопствениот имот. Не можат да очекуваат општината да го средува приватниот двор или место кое што е дадено на користење под владение или во функција на објект за индивидуално или колективно домување во градот. Утре ќе побарам средба со стамбените домари, да им обрнам внимание на нивната законска обврска, а паралелно ќе ги заложаме инспекцијските служби
заедно со МВР да ги мапираат сите кризни точки во градот на диви депонии во заедничка акција да се обидеме да ги расчистиме со јавно предпријатие Чистота, но дополнително и ќе обрнам внимание кон трговските компании кои што индустријскиот отпад, во конкретниот случај целата онаа картонажа која што имаат законска обврска да ја складираат и да ја предаваат на овластен изнесувач на индустријски отпад, ја складираат во контейнерите или на непрописни места кои што се потенцијално жариште за опожарување. Имаме мапирано до сега поголем број на такви локации во градот, каде што трговски дуќани, особено колонијали кои што работат со прехрана и сврлаат и депонираат таков индустријски отпад во форма на опаковки, пакување, картонажа, дури и палети, кои што се потенцијална бомба во градот. За среќа, општина Куманово до сега нема и очекувам така и да остане посериозен пожар во градот, во градското подрачје и таму каде што живеат граѓаните. Најголем број на опожарувања се случуваат на јавни отворени површини, тоа се високи треви, помал број на интервенции во шумски пожари и актуелниот проблем на депонијата Краста и одредени диви депонии, како и локацијата која што е спроти Октомвриска револуција или она точка што ние викаме дел од населба Перо Чичо, каде што поминува пругата. Апелирам до граѓаните да ги пријавуваат сите вакви појави до СВР на 192 и до дежурниот телефон во општина Куманово, а дополнително ќе воведеме и дополнителен број за пријави на граѓаните од нивна страна за евентуално опожарување, пожари, димења и така натаму. Сакам да информирам дека од страна на поединци во општина Куманово се води свесна кампања во делот на актуелната состојба. Преку фамозни Facebook профили, социјални мрежи и така натаму, кои што не одат во функција на справување со проблемот, туку дополнително внесуваат несигурност кај граѓаните и прават дезинформираност. Ќе ви кажам еден случај. Пред 5 дена беа објавени фотографии дека депонијата Краста гори. Но дополнително од самата локација, од видеомониторнингот и надзорот, видовме дека истата во тој момент кога беше објавено не беше опожарен. Значи, барам од граѓаните да бидеме свесни дека колективната безбедност е колективна одговорност. Општина Куманово ќе направи се и ќе ги превземе сите законски надлежни действија да се справува со овие проблеми. Но доколку нема граѓанско учество во истите проблеми, тогаш ни е поотежнато.